Како што и водачот најави, вечерва почнуваме со ова серија на библиски предавања. Пред нас е интересен наслов кој ќе не врати во минатото, на самиот почеток на историјата на ова човештво. Верувам дека сите ние, барем еднаш, ако не повеќе пати, сме се прашале од каде сме, зошто сме на оваа земја, зошто се родиле и каде е нашата иднина. Секој вечер нашите предавања, почитување, ќе ги базираме на Библијата, на Светото писмо. Значи, секој текст ќе имате можност да заедно со мене го читате овде на платното и да ја отвараме ова прекрасна книга Светото писмо. Кога ние се среќаваме еден со друг, претежно си поставуваме 2-3 прашања. Како си и што работиш? Зарем не е така? И ние велиме, добри сме, или ќе кажеме нешто што сме доживееле во текот на денот. Но често пати се случува некои работи и да ги забораваме. Едноставно сме заборавни или склонни кон самото заборавање. Забораваме дури и детали од нашиот секојдневен живот. Едноставно, јас знам некои си водат и дневник, секојдневен дневник на настани, ги запишуваат настаните кои ги доживуваат. Така да, еве и ние вечерва кога се видовме, се поздравивме, се прашавме како сме и што сме. Меѓутоа, како што спомнав, не само постарите луѓе, туку и помладите се склони кон заборавање. Неодамна прочитав еден настан за еден постар човек кој живел во старски дом. Тој бил таму, често пати запознавал нови лица, нови луѓе, жени или мажи во самиот старски дом. Со текот на времето, се вели во оваа приказна, во овој настан, овој човек пронашал една госпоѓа, се запознал со една постара госпоѓа. Секој ден појадувале, ручале, вечерале, а често пати оделе и во прошетка, во природа, односно во склоп на домот каде што живееле. После неколку месеци, без обзир на годините, овој постар господин си зел за храброст да ја прашува госпоѓа дали би сакала да му биде жена. И така еден ден купил еден букет цвеќиња и клекнал на едното колено и рекол: биди ми моја жена. Таа се насмевнала и рекла да. Двајцата доживееле еден од најубавите денови, тој ден кога се запознале, односно кога ја запросил мажот. Заедно вечерале, а потоа си заминале секој во својата соба. Наутро повторно дошле на поедок. Меѓутоа се приметувало кај господинот како да му е малку срам. Ја погледнал госпоѓата и рекол: знаеш, малку ми е срамота. Синој ќе те прашав да се омажиш за мене, а заборавив дали кажа да или не. Човекот бил сенилен. На тоа госпоѓата се насмевнала и веќе одговорила: добро што ме прашам. Веќе некое време размислувам за тоа дека некому синоќа му кажав да, но немав појма на кого му реков. Колку е добро што повторно се гледаме. Почитувани, добро е што ние вечер се гледаме после подолго време. Повторно сме заедно, но сите ние сме склони да забораваме. Сите ние сме склони едноставно да паднеме во заборавање, старееме, времето одминува и така натаму. Самото протекнување на времето е некоја стаплица и затоа потребно е некаде да се запише. Потребно е некаде да се стави на хартија. Има една изрека, вели, паметниот што прави? Пишува, а оној другиот памти, но после 2-3 дена или после некое време, забораваме. Да би го спречиле процесот на заборавање или бришење од историјата, Бог го запишал или ја запишал историјата во Светото писмо. Ова Библија, книгата Свето писмо ја пишувале некаде околу 40 писатели во еден подолг временски период од 1500 години. Така да, се што се случувало во минатото, Бог преку овие писатели, кои не се познавале сите меѓу себе, зашто живееле во голем временски период, го запишале и денеска ние го имаме овде во ова книга. Така да Бог да го спречи тоа заборавање, Библијата е дадена за да ни го открие нашето минато, нашата сегашност, но и нашата иднина.
И затоа вечера сакам да ве поведам, почитувани пријатели, на еден осмислен почеток. Не нешто без везе, без врска, туку на еден осмислен почеток. Настан кој на крајот ќе ни покаже кои сме ние, од каде сме ние, зошто сме создадени и која е нашата конечна цел. Меѓутоа, секако вечера нема се да откриеме, туку ќе одеме чекор по чекор. Затоа ве поканувам, видите ова покана како е направена. Полека, кога отвараме, откриваме тајни. Секоја вечер ќе откриваме по една тајна, по еден чекор. Затоа вечерва првата тајна, како што и беше најавена, тајна на нашето, на човековото потекло. Ајде вечерва да ја отвориме Библијата и еден настан да прочитаме во Светото писмо, во книгата на Евангелието според Лука. Прво што на прв поглед кога ја го читаме овој настан, всушност станува збор за двајца Христови ученици. Патувале од Ерусалим кон едно село Емаус, неколку километри од самиот град. Тоа биле луѓе со спуштени погледи, со разочарани срца, обесхрабрени како да ги некој претепал. Така одаат замислени, разочарани и разговарат. Дека на се дошло крајот. Па и на нивната вера во Господа Исуса Христа. Нивниот цар, нивниот спасител е мртов, е убиен, веќе 3 дена е во гробот. Отеднаш некој им се придружил. Тие покажуваат изненадување, кога тој странец ги прашал зашто зборувате, тие вели, па ти Господине не знаеш ништо? Па знаеш што се случи сега овие денови во Ерусалим? А тие не знаеле дека самиот тој странец бил предмет на настаните во самиот Ерусалим. И еве што пишува, па како почна од Мојси, од сите пророци, им разјаснуваше што е кажано за него во сите писма. Кога го читав овој настан, малце бев бесен, револтиран кон овие двајца ученици. Како да заборавиле она што Исус им го кажувал дека бил жив. Знаете во една прилика што Исус кажал: "О, неразумни, со какво срце? Со споро срце." Јас би рекол сега и со спори умови. Тие едноставно не обраќале внимание. Исус патувал со нив, знаете колку долго? 4,5 часа. Емаус од Ерусалим, односно Ерусалим до Емаус, 4,5 часа. Тоа е доволно време. Исус им ја раскажал целата Библија во тоа време, целиот Стари Завет. А тие со наведените глави не обраќале внимание. Пешачеле 4,5 часа. Но подосна, кога го читаме овој настан во истата книга, ќе се охрабриме дека Исус ги фатил за рака, им покажал доверба, ги охрабрил, им рекол издржете. Кога се помолил таму за време на вечерата, тогаш тие сватиле дека бил со нив самиот Христос, а Исус веќе ги напуштил. Почитувани пријатели, Бог вечерва сака да те фати тебе и мене за нашите раце. И да ја земеме Библијата во наши раце и да читаме за нашето потекло, за нашето создавање, за оној кој стои позади се она што се случува на ова планета, односно она што е создадено, постои Творец, Создател. Ако Библијата е запис за еден настан, ако почнеме да се восхитуваме на нејзините списи кои се запишани, всушност тоа е како да сме отишле на некоја уметничка изложба. Дали сте биле на некоја уметничка изложба во градот? Сигурно сте биле. Таму има слики, рамки поставени над зидовите и луѓето ги гледаат и се восхитуваат. Тоа е всушност, замислите во една галерија се наоѓате. И тие уметнички дела ги направиле некои уметници. И додека со отворени очи ги гледате тие уметнички слики, ви се придружуваат самите уметници, авторите, и сака да се поздрават со вас. И велат, повелете, ако сте воодушевени со овие изработки, можете да се запознаете со низините автори. Што мислите, како би јас одговорил на овој предлог? И вие, дали би сакале се ракувате со тие автори? Секако, тоа би било предност да се ракувате со тие луѓе кои ги создали тие ремек дела. И токму ние вечерва, почитувани, ќе имаме Библијата во нашите раце. И ја имаме всушност. И кога ја читаме, ние се запознаваме со самиот автор. Овие 40 подавтори се луѓе, но големиот автор е самиот Бог. Тој им ја откривал вистината на тие писатели. Во февруари 2012 година, во Рејкјавик, на Исланд, во едно од најпознатите згради
која се вика Харпанак, била организирана изложба во која била поставена и уредена како лавиринт, преку која луѓето можеле да поминат и така да се запознаат со две фази на историјата на Библијата. Од создавањето до едноставно обновувањето на светот. Значи, од почетокот до крајот. Луѓето можеле да поминат низ овие делови на настани кои извршиле најголемо влијание на нивниот живот. И се вели во овој пример дека околу 1600 луѓе посетиле таа изложба. Организаторите изјавиле дека имало многу, на крајот кога излегле од изложбата, емотивни искуства, посебно кога луѓето излегувале од изложбата отколку кога влегувале. Значи, влегувале со сосема други мисли, а кога ја напуштали изложбата, биле толку одушевени, зашто се го виделе самиот свој живот, од почетокот до крајот на светот. Многумини излегувале со солзи во очите, изјавувајќи дека не знаеле дека и тие се самите дел од изложбата, дел од библиските настани. Денеска би сакал, почитувани, да го прочитаме записот за потеклото на човекот. Првите мигови, знаете, се најубави. Иако ние во училиште учевме дека земјата е создадена од таа загреана маса која се одвоила, па се ладела со милиони години, на крајот некако дошол живот преку тие водоземци, гмизавци, така натаму. Меѓутоа, интересно, луѓето повеќе веруваат на такви апстрактни работи, отколку на она што Бог го кажува, односно Светото писмо, Библијата. Ајде вечерва ние да откриеме тајната на нашето потекло. Едноставно, библиски, без многу филозофија. За прашањето на создавањето се занимавале многу умови. Еве вечера би сакал да ви цитирам што вели Талмудот. Еве што вели: светот не го гледаме таков каков што е, туку го гледаме таков каков што ние го согледуваме. И навистина, секој од свој агол, секој од својот живот ја гледа историјата на своето постоење. Секако на нас тоа влијае. А знаете што влијае на нас? Во семејството во кое сме растеле, како сме воспитувани, во кое училиште сме оделе, кои мисли го изградувале нашиот живот. А Ричард Снајбурн еве што прашал: зошто постои нешто, а не нешто? Како тоа, почитувани, да не сме некое дрво ние во природата? Како тоа да не сме куче или маче или некое друго животно? Кој одлучува за тоа дали своите животи ќе ги проживееме како интелектуални суштества? Кој стои позади тие одлуки? Дали еволуцијата? Дали нешто случајно? Дали самата природа? Или постои некој создател кој се вика Бог? Ние сме, почитувани, дел од историјата. Сосема е природно своите деца ние да ги учиме за нашето потекло. Но дали е така? Нажалост, се уште во училиштата се учи дека ние како луѓе се потекнуваме од еволуцијата. Нажалост, се уште тоа се учи. Библијата се уште е потисната во некои земји, во некои училишта. Тоа е како успат кажано, повеќе внимание се посветува на самата еволуција. И затоа, почитувани, ние се чудиме кога нашите деца ќе пораснат. Тогаш се чудиме што тие деца не ја знаат правата вистина за нашето потекло. Еден ученик се вратил од училиште и требало да напише домашна задача. За домашна задача требало да напише за потеклото на неговото семејство. И така момчето од 8 оделение отишло кај својата баба во кујна и ја праша: бабо, ме интересира како се родила твојата мајка. Бабата се насмевнала и рекла: сине, мојата мајка ја донел штрк. А ти, бабо, како си ти родена? Како ти постоиш? Па и сине, и мене ме донел штрк. А мојата мајка и неја е донел штрк. И тебе те донесе штрк, сине. Момчето не било задоволно, отишло во својата соба, ја извадил својата тетрадка и пенкал и почнал да пишува. И еве што напишал: во нашето семејство веќе 4 генерации назад немало ниедно нормално раѓање. Почитувани, иако ние понекогаш нашите деца ги учиме со приказни, сакајќи да сокриеме нешто од нив, но кога тие ќе пораснат со текот на времето, кога ќе разбере дека штрковите не носат бебиња, децата брзо сваќаат и затоа после извесно време ние мора да седнеме со нив и да разговараме
како со возрастни луѓе и да им објасниме. Еве што запишал Френк Перети. Не е ни чудо што денешните млади луѓе оскудеваат во самопочитување, кога во училиште учат од такви книги во кои им се наметнува мислата дека се обичен производ на случајноста, дека се резултат на космичка несреќа, дека никој не ги планирал, дека никој не ги сака. Дали тоа вистина? На жалост, така излегле од училиште многу генерации. Би сакал да ги замолам учителите, наставниците, професорите, кои ги учат нашите деца за потеклото, кога ја воспитуваат секоја нова генерација, нека ги учат дека постои некој кој стои позади создавањето на овој голем универзум. Да ја дадеме прилика на секоја нова генерација да се осведочи дека не се производ на случајноста, нека разбере дека тие се сакани и создадени во обострана љубов, дека се од Божје потекло и дека со ништо друго не може да се објасни нашето потекло, освен со постоењето на Бога. И навистина, Бог се вмешал, драги мои, во создавањето на нашата вселена. Бог е создател. Еве, вечерва почнуваме со библиските текстови од прва книга Мојсеева или Битие, што значи создавање. Ајде да заедно читаме во прва Мојсеева од 1 до 3. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Видите колку тоа е едноставно. Може и оној горе и средниот и оној долниот да го разбере овој текст. Овде нема филозофија. Овде нема мудрување. Во почетокот, вели Библијата, Бог го создаде. Ги создаде небото и земјата. Земјата беше неоформена и пуста. Имаше темнина над бездната и Божјиот дух лебдеше над водата и Бог рече нека биде светлина и настана светлина. Зарем ова Библија, почитувани, ова книга не е фантастична, прекрасна книга која ни дава еден детален опис за она што се случило во минатото. Токму овој стих Бог се представува себе си. Во овој стих Бог се представува себе си дека тој стои позади секој производ, односно против секое создадено суштество кое е настанало на ова земја. Бог се созда, Бог вели себе се дава во создавањето на ова планета. Почитувани, ние едноставно не смееме да го забораваме овој редослед, бидејќи според овој извештај првим Бог го создал небото, вели, и земјата. Колку е добро да и ние имаме ред во нашиот живот. Бог има свој ред. Гледате вселената како постои според тој небесен ред и хармонија. Во вториот стих продолжуваме со следниот текст, односно стихот е овде, нека биде светлина и настана светлина. Односно, предходно вели, Божјиот дух лебдеше над водата. Божјиот дух е оној кој ја приготвил работата. Божјиот дух, значи, е оној кој нашата земја ја приготува за процесот на создавање. А во третиот стих пишува дека Бог рекол нека настане светлина и настана светлина. Кој е всушност тој збор, почитувани? Кој е тој што создавал? Кај некои луѓе е заматена овде работата. Некој вели дека Бог создавал, некој вели дека Исус создавал, трети вели дека Светиот Дух создавал. Овде математиката е многу едноставна. Додека ние го читаме Евангелието по Јована, извештајот вели дека става нагласак на Исус Христос. Ајде да го читаме текстот во Јован 1.1, вака вели: во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Словото беше Бог. Тоа е Словото. Тоа е Словото. Значи, самиот Бог е Словото, односно Исус Христос е тоа Слово кое се отелотвори. Еве го текстот малце подолу. Еве, во почетокот, значи, беше Словото и Словото беше во Бога и Словото беше Бог и Словото стана тело. Кој дојде од небото да се отелотвори во облик на човек? Тоа беше Исус Христос. Исус се роди, се вплоди во Марија на еден чуден начин, надприроден начин. Тоа Слово стана тело и се всели помеѓу нас, полно со благодат и вистина, и ние видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Прекрасен опис во средината на Новиот Завет за создавањето на светот, односно кој стои позади создавањето? Самиот Бог, односно Исус Христос е тој кој создавал.
Ајде на кратко вечера да резимираме како Бог создавал. Еве на оваа шема ги имаме тие важни детали во процесот на создавањето. Значи, Бог создава во текот на 7 дена. Може би ќе се изненадите зошто на 7, а не на 6. Иако велиме дека Бог создавал 6 дена, да, точно е. Меѓутоа Бог во 7-миот нешто создал посебно. А за тоа кој ми ќе го кажеме. Значи, овде Бог интересно создава во парови. Во парови. Видовме дека Бог создал како тројство. Отец, Син и Светиот Дух. Првиот ден Бог одвојува светлост од темнина. Понатаму, вториот ден Бог ја одвојува водата од сводот. Третиот ден го одвојува морето од земјата. Земјата почнува да раѓа. Четвртиот ден Бог пополнува. Значи, некои елементи, како во станот, имате се, немате сијалици, немате светла. Бог поставува сонце, темнина со месечина и звезди. Петиот ден вода. Во водата веќе се појават водни животни, риби, во воздухот птици. Шестиот ден Бог пополнува уште нешто. Земјата со животни, со човек, плодовите служат за храна. И така доаѓаме, значи, до крајот. Во 7-миот ден, почитувани, на дното овде, гледате доли што пишува. Во 7-миот ден Бог ја завршил работата со одвојување и пополнување, создава заедница и ја одржува, создава храм во времето. Создава храм во времето. Вистина, со овој храм во времето, Бог генијално намерава постојно да не подсетува дека нашето потекло има смисол и значење. Ако ги погледнете, например, слики од Химелаите, тоа е планина огромна, која скоро цело време е исполнета со снег, како да врвот допира до самото небо. Може би ќе помислите, зошто Бог Химелаите не ги нарекол споменик на создавањето. Тогаш би штеделе пари, цел живот и барем еднаш да отидеме тамо и да ја посетиме таа огромна планина. Тој огромен планински синџир. Како би се увериле дека Бог ја создал земјата. Но Бог не вели, почитувани, дека споменик на создавањето ќе биде некоја планина или некој друг величествен објект, туку како споменик на создавањето ќе биде времето. И затоа Бог во тие 7 дена одвил еден посебен ден на времето, кај што сака да се среќава со тебе и со мене. Еве што пишува во Библијата, ајде да го прочитаме текстот. Потоа рече Бог да создадеме човек според нашиот образ и според нашето подобие. Гледате ова фотографија. Самиот Бог, самиот Исус се наведнува и со своите раце го обликува човекот од земја. Почитувани, ние сме од земја. Не, ја и тие сме родени од нашите родители. Меѓутоа, ако одиме наназад, тој синџир ќе не донесе до оваа слика. Овој синџир ќе не однесе до Ева и до Адама. И до низините синови, Каин и Авел. Подоцна знаеме, Авел страда и Бог ќе му даде на Адама сит и ќе почне нова гранка, нова лоза, нова историја на човештвото до потопот, а после потопот Сим, Хам и Афет, нова генерација од која и ние потекнуваме денешните луѓе кои сме на оваа земја. Значи, почитувани, пишува, според нашето подобие, како што сме ние, кој ќе биде господар над морските риби, над небеските птици, над зверовите и над добитокот, над целата земја и над сите гадинки што лазат по земјата. Со други зборови, Бог вели, ќе создадам храм во времето каде луѓето ќе доаѓат секоја седмица, после 6-тиот ден на средба со мене, да се среќаваме. А знаете кој тој ден после 6-тиот ден, според Библијата? 6-тиот ден е петок, а 7-тиот ден според Библијата е сабота, време кога можеме да се присетиме на осмислениот почеток на нашата историја. Почитувани, Бог го создал човекот и тоа е највеличественото дело на Божето создавање кога тој создавал. Значи, Бог го создал човекот, читаме овде, според нашето подобие. Друг превод вели според нашиот лик. Според нашиот лик. Може денеска луѓето, науката да прави РНК или ДНК тестови, сепак останува заклучокот човекот е единствен. Помеѓу сите созданија, човекот има такви способности што никој друг тоа го нема. Интересно е што Бог
на човекот нешто му доверува. Замислете, Бог на човекот нешто му доверува. На првите луѓе, на Адам и на Ева. Но тоа важи за нас денеска. Еве, например, да си предпоставиме дека сме живееле во 15-тиот век. И одеднаш добивате SMS порака или мейл од Микеланджело. Знаете кој бил тој? Голем уметник. И во пораката ти пишува: големиот Микеланджело, знаеш, драги мои пријателе, во мојата работилница, пишува тој, има едно големо парче мермер. Почнав да го клесам и од него најверојатно ќе се создаде Мојсей. Дали прифаќаш да го завршиш овој наш проект? Мислам, јас дека или ти, толку ќе имаме трема, што не би се усудиле да го земеме чеканот и глетото и да влеземе во работилницата и да работиме. Сигурно би одговориле дека најдобро би било ти, господине Микеланджело, да дојдеш и да го довршиш тоа дело. Штувани, Бог прави уште нешто повеќе од самиот Микеланджело. Тој всушност ја создава нашата планета, готова, и ја предава во рацете на Адам и Ева. И вели, работете ја и чувајте ја. Интересно, луѓето и денес имаме ние одговорност кон оваа планета, кон оваа земја во која денес живееме. Всушност, почитувани, ние сме градинари во Божјата градина. Бог создава според својот лик. Тоа значи дека ние како луѓе имаме способност да вертикален однос развиваме со Бога. Вертикален однос да имаме комуникација со самиот Бог. Дали можеме да замислиме како се одвивало самото создавање? Еве да одиме неколку чекори напред. Замислите, Бог создава и вели се е добро, се е добро, се е добро, и во еден миг Господ вели не е добро. Што се случило? Каква хаварија горе во Вселената? Зарем нешто Бог промашил во своите проценки? И еве го текстот. И рече Бог, не е добро за човекот да биде сам, да му создадеме помошник, сличен на него. Тоа Господ Бог ги создаде од земјата сите полски животни и сите небески птици и ги доведе кај човекот за да види како ќе ги нарече тој. Адам бил почитувани кум на секој животно, му дал име. И понатаму читаме како што човекот ќе го нарече секое живо суштество така да му биде името. Им даде човекот имиња на сиот добиток и на небеските птици и на сите полски зверови, но за човекот не се најде помошник сличен на него. И самиот Адам, кога животните во парови поминувале, примитил дека нешто недостасува. Нема партнер, нема личност која е соодветна према него. И тој самиот сватил дека нема пар. Каква слика, почитувани, создал Адам во рајот, во градината, колку бил разочаран, условно кажено за Адама, разочаран, за себе немал пар. И секако Бог го решава проблемот на Адама. Бог му пушта, вели Библијата, длабок сон. И потом му создава другар според него прекрасно суштество. Постои филм каде што Бог се наведнува и со своите раце го обликува Адама. Тоа го видовме. Но каде што и Бог прави еден вид операција на Адама и му создава од неговото ребро другарка, односно жена. И текстот вели, од реброто што го зеде од човекот, Господ Бог создаде жена и ја доведе кај човекот. Наистина, каква интимна гледка. Прво венчавање во историјата на човештвото се случило таму на исток, во Едемската градина, а Бог бил тој кој ги венчал. Наистина, кога Бог му е покажал Ева на Адама, вака очите му се отвориле. Толку бил воодушевен, толку бил радостен и еве што вели Адам. Еве, тоа е коска од моите коски и плод од мојата плод. Нека биде името жена, зашто е земена од мажот. Неверојатно, Адам не вели, чекај Боже, нешто си промашил, јас сакав плави очи наместо кафеави. Чекај Боже, ова има црна коса, јас сакав сива коса. Не, Адам воскликнува и вели, таа е, Господе, величествена е. Но и Ева не се жали, знаете, и она нема никакви приметби. Може би, тоа е слично како една госпоѓа отишла во полициска станица да го пријави исчезнувањето на својот сопруг. Кога стигнала на ред,
се приближила до шалтерот, се поднаведнала и му рекла на господинот полицаец: мојот маж е околу 180 сантиметри висок, со плава коса и плави очи, со мускулеста градба, пријатен и интелигентен и многу внимателен кон нашите деца. Многу ми недостасува, ве молам, пронајдете го. Тоа била молбата на жената до шалтерскиот работник. Во истиот ред, само на метар после неа, се мешал еден човек во разговорот и рекол: Господјо, јас ве познавам, вашиот собрук е висок 150 сантиметри, келав и жголјав, псуе и секој ден ги тепа вашите деца. А жената се свртила и му рекла: добро де добро, но кој сака тој да се врати? Почитувани, ова жена мисле дека сега е прилика да најде нов маж кој ќе одговара според нејзините потреби. Адам не се бунел, нито Ева се бунела за својот сопруг. Бог е тој кој пронаоѓа брачни другари. Бог имал задача, односно Бог им дал и задача на првите луѓе. Еве што кажал: плодете се и множете се, и наполнете земјата, и господарете над неа, и владајте над морските риби, ѕверовите, и небеските птици, и секаков добиток, целата земја и сите животни што лазат по земјата. Бог ви вели: Адаме, ви ја предавам штафетата. Имате одговорност. Имате голема одговорност. Водите сметка на земјата и за нејзините жители. Ве молам, чувајте го тоа што јас сум го создал. На жалост, почитувани, во овој 21 век, погледнете назад што се случува и напред. Што се случува? На жалост, луѓето ја експлоатираат земјата, но еден ден тоа ќе се испразни. И вода, и енергија, и рудни богатства. Знаете, тоа е како во джебот. Ако не ставаш пари, а стално вадиш, еден ден ќе се испразне. Бог вели: чувајте ова земја, за да ви трае подолго. И затоа, почитува, ние како Божји созданија, Бог не повикува неговата работилници, не вели: од денес па понатаму, ние ќе соработуваме како деловни партнери, зашто ние сме негова творба, создадени во Христос Исус за добри дела, што Бог ги предодредил уште од порано да живееме во нив. Ние сме, почитувани, Божји созданија. Ние не сме некоја амеба од водоземци или гмизавци, туку производ Божји. Иако денеска сме унаказени, условно кажено, од гревот, од болестите, од маките, од стресовите, но сепак ние носиме Божји лик, Божји печат, зашто ние сме Божји деца, Божји созданија. Наистина, ако одиме понатаму, ќе видиме дека денеска, на жалост, многу права ги имат некои, а некои ги немат. Дали приметувате во последно време, како животните имат повеќе права дури од луѓето? Во еден учебник по право во Америка пишува дека младите орли, а овде има еден господин кој белоглав орел, значи е заштитен од државата. Имат многу поголеми права од било кој човек. Например, законските правила велат дека оној кој ќе убие или ќе скрши јајце од белоглав орел ќе биде казнет од 2 до 3 години. Тоа е убаво да се заштитат животните. Но на жалост, јас се прашувам како христијанин, што се случува со оние фетуси на деца кои никогаш не виделе светлост на денот. Оние кои често пати од лоши побуди убиваат, не дозволувајќи да се родат. Каде се тука човечките права? Да, науката ќе покуша од разни причини тоа да се оправда. Научните гранки, научните луѓе, филозофите секогаш наоѓаат оправдување. Посебно математиката, со бројки, статистички, така натаму, со биологијата да пресмете дека и на крај да објаснат дека едноставно постоењето на животот на луѓето на оваа земја не е резултат на Божјето делување, туку на нешто друго. Еве, например, што кажал еден филозоф, мислам дека е унгарски филозоф, да, вели: 2 пати повеќе работници секако ќе завршат по голема работа, но ако една жена роди едно дете за 9 месеци, од тоа не произлегува заклучок дека 9 жени за 1 месец може да родат едно дете. Секако, почитувани, тоа се разни филозофски теории и правци, кои сакат да оправдат некои работи што не може да се оправдат. Меѓутоа, ние не сме математичка бројка.
Не сме само една бројка, иако најжалост денеска човечкиот живот, гледате што се случува во Европа, човечкиот живот навистина станува многу ефтин. А за тој човечки живот е страдал Бог во ликот на Исуса Христа. Значи, тројството, еден од тројството дошол на оваа земја да страда, да те откупи тебе и мене. Ние сме сите важни во очите на Бога. Почитувани, науката може да каже едно, но Библијата кажува друго и она што е исправно. Понекогаш многу научници му прекосат на Бога. И знаете, во една замислена приказна се вели дека еден ден научнаците го повикале Бога на состанок. И му рекле: Боже, знаеш дека ние живееме во 21. век. Ние сме толку напредни во науката, што можеме да создадеме, да направиме човек. Поради тоа ти повеќе не си ни потребен. Од сега понатаму ние можеме самите да се грижиме и да управуваме со животот на земјата. А на тоа Бог им одговорил: добро, ако е така, ајде да се договориме. Ајде да се надпреваруваме, рекол Бог, па да видиме кој е поважен, јас или вие. Ајде, например, рекол Бог, да создадеме, да почнеме создавањето, да создадеме човек. Јас предлагам, ајде да направиме онака како што е запишено во Библијата, вели, да направиме човек од земја. Научниците се насмевнале и рекле: Боже, нема проблем. И знаете што рекле? Ајде да ги земе количките, да донесеме земја. А Бог рекол: чекај, секој нека си земе од својата земја, па потоа да направиме човек. Дали разбравте пораката? Научниците сака да направат од нешто што веќе постои, почитувани. А Бог создава од ништо. Бог себе се создал, односно себе се дал, во создавањето. Себе се вградил самиот Бог. И затоа Бог рекол: ајде да направиме, но секој нека си земе од својата земја. Да, почитувај, науката многу напредувала. И тоа е добро. Постојат многу способни луѓе. Бог им дал мудрост и придонеле за улеснување на човечкиот живот на оваа земја. И многу луѓе, многу научници од тие луѓе веруваат во Бога. И треба да му благодариме на Бога што Бог им дал мудрост и така натаму. Бог, почитувани, не создал со желба да бидеме посебни. Еден од плодните писатели на Библијата, еден од најголемите цареви во еврејскиот народ по име Давид, воскитен секој ден тој одел по планините, чувал овци, знаете. А навечер излегувал и се восхитувал на небото, на тие небесни звезди, на небесните тела. И кога го наблюдувал своето тело, еве до каков заклучок дошол, еве што запишал: Ти благодарам што сум создаден толку чудесно, што се твоите дела прекрасни. Наистина, голем е почитувани нашиот Бог. Тој е отпочнал историјата на оваа планета и создал ремек дело, тоа си ти и јас. Ајде да прочитаме што човек работи за еден ден. Еве, јас ќе читам, ако не ви е доволно јасен текстот на платното. Јадеме за еден ден околу 1,5 килограм храна. Тој е се просек, некој може би 2 кила ќе изеде, меѓутоа тој е еден просек. Испиваме 1,4 литри вода, значи литар и пол вода, што би се рекло. Преку пот исфрламе 800 милилитри течност. Во текот на ноќте се свртуваме од 25 до 30 пати. Раздвижуваме околу 700 важни мускули. 23.040 пати вдишуваме. Изговараме 25.000 до 30. Тие што побрзо зборот, може би ја поминути таа бројка на овој еден просек. Значи 25.000 до 30.000 зборови. Нашето срце чукува 103.689 пати. Користиме 7 милиони нервни келии. Нашата крв поминува 270 милиони километри. Дали почна да се врти во главата од тие бројки? Каков е величествен човекот? Како Бог величествено го создал ремек дело? Почитувани, тој производ, тој Божи производ, никој не може да го копира. Сте видели вие пластично зрно на пшеница? Оригинална банана пластична. Некој ќе се полакоми да е касна, ама ќе осети во забит, дека е пластична. Значи, луѓето може да направат копија, но не можат оригинал. Ние сме оригинали. Ние сме ремек дело на нашиот Бог. Надарено, навистина, со неверојатни способности, што самиот Бог му ги дал. Еве, например, да видиме
и да земеме една стапица за глувци. Знаете, стапицата, едноставно. Но ако едно делче нема, таа стапица не може да функционира, не може да работи. Вистина, така и со било кој дел од нашето тело, почитувани. Бог создал одредени делови на нашите органи, за кои можеме да кажеме дека се така меѓусебно поврзани и едноставно сложни органи. Најдобар пример за тоа е сликава нашето око. Знаете, окото е комплицирано, така создадено, што не може еден орган без друг. Знаете, постои наука дека ние сме се развивале. Како гледал првиот човек? Со полооко? Како гледал првите луѓе? Како гледале? Не, Бог човекот го создал одеднаш. Окото било 100% создадено и функционирало. Значи, истовремено да би ја виделе светлоста и да би се формирала сликата во кората на нашиот мозок, окото мора да биде 100% организирано и создадено. Сите знаеме и сакаме да слушаме добра музика. А музиката ја слушаме преку нашите уши. Еден клавир или хармониум, или орголе, има некаде околу 88 типки или дирки. А знаете нашето уво колку може тонови да разликува? 1500 разни тонови. Човекот измислил 88. А нашето уво е така создадено да разликува 1500 разни тонови. Или, например, да ги земеме бубите наречени бомбардери, чија специфична карактеристика е да имат одбранбен механизам, пошто добили такво име. Кога бубата е загрозена, таа буба, знаете што прави? Го напаѓа непријателот со отровен млас кој предизвикува опекотини по лицето. Освен тоа, се создава и едноставна сина парија која служи како димна завеса за сокривање на бубата. Се прашуваме како можела самата себе да се создаде таква буба, ако е по пат на еволуција. Почитувани, позади таа буба, позади сите овие работи стои создателот наречен Бог. Ајде да земеме примери со жирафата. Дали знаете колку е големо срцето на жирафата? Да би можел тоа срце да пумпа крв за да отиде до периферијата на главата, во горните делови. Кога жирафата би се наведнала да пие вода, треба да добие мозочен удар поради количеството на крв кој ќе се слие во самата глава и во самиот мозок кога ќе пие вода. Но срцето и понатаму пумпа и жирафата нема проблем. Ќе се напие вода и повторно 2 метри или метар и пол ќе испре својата глава. Да би крвта отишла до главата и да донесе кислород до мозокот, потребно е срце долго 60 сантиметри, тешко повеќе од 11 килограми, 25 пати потешко од нашето срце, од човечкото. Пумпа крв од 60 до 75 литри во минута. Крвниот притисок е 2 пати поголем од човечкиот. И се прашуваме, од каде тоа кај жирафата да не падне во несвес кога ќе пие вода или да и се покаче крвниот притисок? Бог ја создал на еден специфичен начин. Благодарение на еден крвен систем, на сунгерасти вентили, жирафата не паѓа во несвес кога нагло ќе ја крене главата. Знаете, некако луѓе, ако нагло се кренеш и може да паднеш. Но Бог создал такви сунгерасти вентили во рбетот, односно во телото на самата жирафа. Тоа е поради тој систем на залистоци кои го регулираат артерискиот и венскиот крвоток, како и поради растегливите ѕидови на крвните садови кои го напојуваат мозокот. Прекрасен Бог. Тој човекот не може да го имитира, тој човекот не може да го направи. Майкл Бих еве што рекол. Тој во својата книга Дарвиновата црна кутија објаснува зошто постои интелигентен создател и преку научни откритија покажува дека нашето дишање, комуникација или чувства, мисли или така натаму потврдуваат дека позади тоа постои Бог. Еве што тој го гледате овој слон овде на сликава. Тој во својата книга вели, напишал, во една просторија лежал згмечен леш, значи на човек. А група најдобри научници зема ДНК примероци од ова крвава флека,
од секое влакно, од се оно што е пронајдено да докажат како настанала смртта и кој е виновен за тоа. Додека во средината на собата седи голем слон. Зошто би требало да се прави анализа кога со очи се гледа дека виновник е слонот за смртта на тој човек? Мајк вели дека таков е нашиот универзум. Каде да се свртиме, ние ќе го сретнеме Бога. Имаме осмислен почеток. Не мора да правиме ДНК кога се знае очигледно според Библијата дека Бог е создател. Зошто тој рече и се настана. Нареди и се утврди. Почитувани, ние му благодариме на Господа што таа тајна ја откриваме преку Светото писмо, преку Библијата. Едноставно, овој астрофизичар Фред Хойл еве што рекол: веројатноста дека планетата Земја настанала случајно од прилика, исто како веројатноста ураган, значи ветришта да поминале или да поминали отпад за старо железо и после него да се создаде Боинг 747. Дали ви верувате во такво нешто? Кај беше отпадот кавадаци? Таму на влезот, така? Замислете да помине еден ветер и да излезе од колата Ford Focus. Отпадот да излезе кола Ford Focus. Дали ќе поверувате во тоа? Ја не верувам. Или Боинг 747. Овој господин е во право астрофизичар. Веројатноста дека планетата Земја настанала случајно од прилика, исто како веројатноста ураган да поминал низ отпад за старо железо и после него да се создаде Боинг 747. Тоа едноставно не може да се случи. Тука случајност не постои. Самата природа зборува дека Бог е жив. И еве што пише во Римјаните 1:20. И навистина она што е во него невидливо, односно вечната негова сила и божествениот, согледиви се уште од создавањето на светот, гледано според неговите дела, па така немаат изговор. Почитувани, постојат многу докази за оние кои сакат да веруваат, а може и оние кои не сакат да веруваат имат право. Бог ни дал, не создал со слободна волја, да самите ние одлучуваме дали ќе веруваме или не. Од самото создавање на светот, преку она што е создадено, гледаме дека на оние што му се спротивствуваат на Бога, им нема спас, бидејќи не признава дека историјата има свој почеток. Но еве што кажал еден од најстарите жители во Библијата по име Јов. Еве што запишал во својата книга: но прашај ги животните и ќе те поучат. Прашај ги небесите птици и ќе ти објаснат. Земните гуштери ќе ти го протолкуваат тоа. Рибите во морето ќе ти раскажат. Од создавањето на светот, кој од нив не знае дека Божјата рака го создаде сето тоа. Во неговата рака лежи животот на секое суштество и живототворниот здив на секое човечко тело. Некој почитувани очигледно се грижи не само за нас, туку и за кој? И за животните, и за птиците, и за се она што ја краси оваа наша планета. Постои некој кој на фатениот човек, во Библијата има еден човек кој бил болен со години. И неговите другари, неговите пријатели го зеле и отишле таму во една куќа кај што Исус веќе бил собран со своите пријатели. Бидејќи било толку гужва, не можеле низ врата да го донесат, морале преку скалите озгора, преку тавана да го спуштат. И еве таа фотографија. И кога тој бил тука пред Исуса, соочен, почнал да се тресе од страв. А Исус му вели: не плаши се, синко, твоите гревови ти се простуваат. Почитувани, овој човек застанал на своите нозе и Библијата вели дека излекован, радосен си замина дома. Постои некој горе во вселената кој те гледа, кој го знае твојот кревет, твојот мобилен број, твоето име и презиме, твојата улица на живење, ги знае твоите слабости, ги знае твоите болки, ги знае твоите проблеми, но ти нуди решение ако го побараш вечерва во молитва, ако му се довериш. Некој кој те познава, ги знае твоите мисли кога лежиме и кога стануваме. Еве го текстот. Господи, се моли Давид,
Царо Давид, ме согледуваш целиот и ме познаваш. Ти знаеш кога седнувам и кога станувам. Веќе оддалеко ги знаеш моите мисли. Знаете, нашите мисли само Бог ги чита, сатаната не може да ги чита, нити ние како луѓе. Само Бог ги чита нашите мисли. И тој знае кога ние се бориме со некој проблем, со некој искушение, со некој проблем животен, финансиски, здравствен, како и да е, Бог има решение. И тој ги чита нашите мисли и сака да го повикаме во тие мигови. Ти знаеш кога седнувам, Давид вели, кога станувам. Веќе оддалеко ги знаеш моите мисли. Дали одам или лежам, ти гледаш се. Познати ти се сите мои патишта. Додека мојот збор уште не дошол до јазикот, ти, Господи, веќе се знаеш. Ти ме офаќаш од плеките и лицето, и од лицето. Твојата рака ја стави врз мене. Наистина, почитувани, Давид тоа го искусил во својот живот. Давид е херој, оној вистински. Иако имал своји падови, имал своји слабости. Жената која боледувала 12 години, евеа, толку била упорна, само да се допре до Христа, зашто ги потрошила сите пари на сите познати лекари, и специјалисти, и обични, и немала повеќе пари, но разбрала дека Исус ќе помине из улицата кај што скоро таа живее. И тоа била единствената прилика. И еве, жената, по цена на својот живот да биде каменувана, а по еврејските закони имале право да ја каменуваат евреите, зашто била нечиста. Значи губавите морали да живеат во градот на губавците, а ова жена болна 12 години морала да биде во изолација, но сепак како дошла, тоа е прашање, и го допрела Исуса. Исус се свртува и вели, не плаши се, ќерко, твојата вера ти помогна. Наистина, постои некој почитувани кој е заинтересиран за нас, кој не сака, кој не милува, кој не почитува. Може би во градот кај што живееш, може би во селото кај што се движиш, на работа никој не те почитува. Не те сметат само за еден број, но има горе на небото Создател, кој се дал себе си во тебе и во мене и кој не сакам. И сосема за крај на вечерашното предавање, еве го читаме текстот. Се што прави тој е прекрасно во свое време. И обратете внимание на ова реченица. И ја всадил вечноста во нивните срца. Иако човекот не може да ги постигне делата што Бог ги прави од почетокот до крајот. Почитувани, Бог ја всадил вечноста во нашите срца. А нажалост, колку сме ние непостојни, колку ние сме несвесни за тоа што Бог ја всадил вечноста уште во Адам и Ева. И тоа се пренесува генерацијски. Гревот направил проблем, направил одвојување, но за кратко, еве 6000 години од создавањето на светот. За Бога тоа е ситница. Тоа е точка во времето на вечноста. Меѓутоа, ние да бидеме верни, да бидеме истрајни и да веруваме во Божјата вистина, дека ние сме од Бога создадени и затоа Бог има полно право над тебе и над мене. И тој ќе дојде наскоро да не земе да бидеме за секој што Него. Нека му е слава на Господа. Амин.